Кога и со која партија најпрво ќе ги започнете преговорите за влез во владата? Ние ги допрецизираме разговорите со Турска демократска партија и се надевам дека до идниот вторник тоа ќе биде комплетно заокружено. Се работи за споделување на одговорност по самите институции. Пратеникот од Турската демократска партија веќе учествува во поддршката на законските решенија и процедурите во парламентот. И генерално ова не е условено од некој места, но треба да ја заокружиме прво тој вид на соработка, а после тоа ќе разговараме и со другите политички партии. Пред се размислувам за БЕСА и тоа двете групи. Јас се надевам дека ќе имат нешто кое што ќе ги спои како една група. Пратениците гледам дека соработуваат, сите заедно веруваат во овој концепт кој што е насочен во владата, а после тоа ќе разговараме и со останатите опозициони партии и пратеници кои што се уште во опозиција. Јас имам уште едно прашање надвор од темата. Во однос на законот за јазици, вчера рековте дека се разгледуваат повеќе опции, меѓу кои едната е да доставите иницијатива до Уставниот суд кој што ќе се признесе за непотпишувањето на законот за јазици од страна на претседателот Иванов. Имате ли други опции? Бидејќи рековте дека се разгледуваат повеќе опции, кои се другите? Ми кажуваат правниците дека има уште неколку опции кои што се разгледуваат, но не ми ги кажуваат кои се заради тоа што мора да имат известност во своето решавање. Што ни е целта? Целта е конечно парламентот да си ги знае своите надлежности и тоа што го работи да има свој импакт. Председателот исто така. И овде буквално со одлуката на председателот да не го потпише законот е блокирана надлежноста на парламентот. И сега ние може да бидеме две спротиставени страни, можеме да бидеме политички различни, но не сме ниту една институција во Македонија да биде блокирана. Од тој аспект, ова е известно решение пред Уставниот суд да ги разграничи надлежност и да даде напатствија за разрешување. Да не влегуваме секој во собствено толкување на работите, а правниците кои што работат пред се во собранието, но и дел овде во владата, разработуваат и други механизми на решавање на овој проблем. Заради тоа што функционална демократија и функционална држава значи и изнаоѓање на решенија на вакви преседани или случаеви, како што е непотпишувањето после трет пат гласање на законот за употреба на езиците. Времето ни дозволува уште едно прашање. Дали сте разговарале со вашиот партнер Ахмети или со Дуи за проширување на коалицијата, кој е нивниот став и дали се вистини информациите дека денеска ќе имате средба со господинот Ахмети и кога ќе се држи ако има? Не, нема да имаме средба. Утре ќе се видиме во парламентот, има пратенички прашања и веројатно паузата ќе ги искористиме за ваков вид на разговори. Генерално ставот на владеачката коалиција да ги остави отворени вратите. Уште кога објавивме владата, договорот за коалиција, рековме остануваме со отворени врати. И од тој аспект, како тогаш е мандатор, сегашен премиер, оставена е можноста на премиерот секогаш да разговара со политичари, со пратеници, со политички партии, кои што се подготвени да ја поддржат програмата на владата и концептот, посебно позициите во поглед на актуелните прашања во Македонија. Зборувам за прашањето за проблемот со името кое што Грција го има со Република Македонија за нашето уставно име, зборувам за реформите, зборувам за концептот едно општество за сите и сето она кое што значи важни аспекти на подобрување на квалитетот на животот на сите граѓани. Има и како пратеници и политички партии кои што се во опозиција, а не се согласуваат со најголемата опозициона партија. Односно, негуваат концепт или филозофија која што е многу близок на владеачкото мнозинство. Тоа го препознавме и од тука се иницијативите и причините да разговараме со сите. Кога ќе седнеме да разговараме во суштината, ние ќе видиме дали има навистина суштествена поврзаност и потреба да продолжиме соработка како владеачки партнери во периодот кој што дое пред нас. Штом ќе ја поминам таа фаза, јас и со господинот Ахмети, но и со другите коалициони партнери во сегашното мнозинство, ќе барам согласност од сите заедно за евентуално зголемување на коалицијата и бројот на парламентарното мнозинство. Поштовани колеги, ви благодарам на вниманието. Се гледаме наредниот пат.